Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Next is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придружба на нашата македонска радио програма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, голема среќа, убава заедничка вечер, заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. Вечерва со вас вашиот уредник и водител на македонската радио програма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Борис утре, недела, 19 август, последен ден. Едно многу важно соопштение пристигна од одборот на Сенгајт гробиштата. Тие имат во план да поставуваат цимента меѓу сите гробови каде што се македонските страни. Исто така сакат да зидат покрив или пагола во близина на македонските гробишта. Тие ни порачаат дека празното место што се наоѓа во близина на сегашните македонски гробови се продава и тоа на многу ниска цена, а во иднина не се знае колку ќе кошта, може како и во другите градови на висока цена. За повеќе информации околу местата купување, јавете се кај Крсте Топевски на 0406 959823 или на домашниот 49 527 830. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Косовскиот председател Хачим Тачи денеска преку својот Facebook профил порача дека Охридскиот рамковен договор представува најголема гаранција за правата на албанците и на стабилноста во регионот. Охридскиот договор, кој се потпиша пред 17 години, стана крај на вооружениот конфликт и создаде перспектива за мир, стабилност и меѓународен соживот во Македонија. И после 17 години тој останува најголема гаранција за правата на албанците и стабилноста на Западен Балкан, напиша Тачи на Facebook по повод годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Според косовскиот председател, како што јави дописникот на МИА од Приштина, целосното спроведување на Охридскиот рамковен договор, како и договорот за името со Грција, конечно го отворија патот за членување на Македонија во НАТО и Европската унија. Косово останува постојан партнер на Македонија и на почитувањето на правата на албанското население, наведе Тачи. Владата донесе одлука за спроведување на кампања за референдумот. Денеска на седница владата донесе одлука за спроведување на кампања за јавен интерес за референдумот за прашањето дали сте за членство во НАТО и Европската унија со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Кампањата за референдумот ќе се спроведе со цел спроведување информации
од јавен интерес за граѓаните гласачи во Република Македонија околу содржината на договорот со Грција, придобивките од интеграцијата на Република Македонија во НАТО и Европската Унија и планот по кој земјата ќе се движи кон Алијансата и кон Унијата, се вели во владиното соопштение. Од владата појаснува дека кампањата се води согласно стандардите за јавни комуникации од интерес на јавноста и тоа релативност, објективно и информативно комуницирање, непартиски комуникации, како и пропорционалност и рационалност. Во процесот на спроведување на информативната кампања за референдумот, владините службеници за комуникации и односи со јавност, како и за секоја друга официјална владина комуникација, ќе работат согласно стандардите и контекстот на однесување во рамки на Закон за административни службеници и етички кодекс на административните службеници, како и согласно универзалните принципи на интегритет, честност, објективност и непристранност, се вели во владиното соопштение. Владата на денешната 83-та седница ги задолжи сите министерства и други органи на државната управа во рок од 3 дена до Министерството за финансии да достават информации за средствата кои што ги имат на располагање, а кои би можеле да се применат за кампањата на референдумот. Владата одлучува каква кампања ќе води за референдумот, партиите длабоко навлезени во јавната пропаганда. Иако платената кампања за референдумот се уште не е почеток, власта и опозицијата преку изјави и меѓусебни реакции веќе длабоко се впуштија во пропагандата за граѓанско изјаснување. Едните ги истакнуваат придобивките на договорот со Грција, другите пак велат дека се работи за исклучително лоша спогодба. Пратениците на СДСМ секојдневно излегуваат со изјави во кои повикуваат да се гласа за на 30 септември, бидејќи тоа ќе значи гласање за еднината на државата. Со членството во Европската Унија влегуваме во пазар од 500 милиони потрошувачи или 7,5% од светската популација. Влегуваме во најголемата светска економија со учество на 23,8% од светскиот БДП. За нас, како држава, за нашите граѓани и компании, тоа ќе значи влез во 25-те поголем пазар со приближно 5 пати поголем стандард на живот, според БДП по жител, а значително ниска стапка на невработеност. На 30 септември имаме историска шанса тоа да го обезбедиме членство во Европската Унија и НАТО, со обезбеден македонски идентитет, македонска култура, наследство, македонски јазик, еднаш за секогаш. Опозицијската ВМРО ДПМН, иако се уште без одлука дали ќе учествува на референдумот, веднаш одговара дека со договорот со Грција се уништува идентитетот. Договорот со Грција не открива никаков пат, како што тврдат од СДСМ, туку државата се носи во слепа улица. Апсолутна лага е дека се зајакнува идентитетот, туку напротив, тој слабеја и се уништува. Се доведува до прашање на институционалниот идентитет како клучен тренд мак на идентитетот на еден народ и држава. Пластично објаснето, како се заштитува идентитетот на нашата земја, кога секоја државна институција, која што го содржи зборот Македонија, треба да биде избришан согласно договорот на Зоран Заев. Тоа е директен удар врз идентитетот на нашата земја и на нашата нација. Во меѓувреме, владата на седница одлучува каква кампања ќе води за референдумот за подобро да ги информира граѓаните за содржината на договорот со Грција. Премиерот Зоран Заев не гледа ништо споро во тоа што има владина пропаганда, особено имајќи го предвид дека токму ова влада ја склучува спогодбата и го направила историскиот предизвик. Владините функционери на социјалните мрежи веќе водат платена кампања за референдумот. Според владата, од државниот буџет на Facebook досега биле потрошени вкупно 100 евра и то за реклами и од владината страница vlada.mk и од страницата на премиерот Заев. Матичните лекари во Свети Николе остануваат без медицински сестри. Средно медицинскиот кадар од овој град се заминува или во странство или во јавното здравство, алармираат од Сдруженијето на приватните лекари.
Докторите и прегледувале пациентите и печателе рецепти и аплицирале инжекции. Слична е состојбата и во Виница, а со овој проблем се соочува и неколку приватни здравствени установи во Скопје. Претходно заминале 2 медицински сестри, а сега ќе одат во Германија и 5 од примирното се заминуваат во јавното здравство нормално заради финансиските причини. Значи, алармантна е состојбата со медицинските сестри во Свети Николе, изјави доктор Лилија Чолакова Дервишова, председател на тоа место. И од Сдруженијето на медицински сестри подолго време реагира дека загрижувани се и се намалува бројот на овој кадар во земјата. Малите плати ги бркаат сестрите од Македонија или од државните си одат во приватните болници. Барат професијата повеќе да се вреднува. Мора да се знае кои се компетенциите. Тоа мора да се определи. Не може сите да работат исто и исто да бидат платени. Не може да не се признае неформалното образование кај сестри, мислам на постари сестри кои се специализирани во одредена група и се ментори на работното место на помладите сестри. Мора да бидат мотивирани и наградени, изјави Велка Гавровска Лукич, председател на Националното дружение на медицински сестри, техничари и акушерки. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Татко се сторив, син ми се роди. На Ендру и Наташа Тодоровски му честитаме новородениот син Томас и на малиот Томас му посакуваме многу здравје, голема среќа и весело детство со неговите најмили. На дедовците и бабите од двете страни честито убавиот внук Томас. Овие се желби посакани од дедо Томе и баба Нада Горшевски. Сите нас окуќава, че до прво ми се роди, од срце радост голема. Ставете тава на оган, месете тесто пченично, дојдете на питулници, а детот да го сториме.
Честитки за првата награда од публиката, наградата Војо Стојанов. Тука сме ние вечни векови, во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука сме ние од пред Исуса, на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме, и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме,
Znam za se, ti ne si kriva, što svega te nemam, što nadolno gledam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevaš. Sunce ne gre, kade zaminati u doći veterni, vrnat stari spomeni. Sunce ne gre, sunce kade si ti, sam me ostavi, nebo ti mi zatvori. Na postela od snegovi spijam i toplina baram, no toplina nemam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevaš. Sunce ne gre, kade zaminati u doći veterni, vrnat stari spomeni. Sunce ne gre, sunce kade si ti, sam me ostavi, nebo ti mi zatvori. Bi te ostavil na mir, uštede ne ska, no srce ne saka, da te odsaka. I bi ljubev drugi sto, bez obrska, no srce ne saka. Kraj tebe, kako ogan gore vdiv, posle tebe sum, samo pepel siv. Dojdi mi, kako svetlina vo mrak, kako utra proletni, sada možem da se rodam pak. Dojdi mi, kako sonce posle došt, kako mirni branovi, kako Božja praznina. Dojdi mi, dojdi mi. Во сите мои молитви јас те спомнувам и кон небото раце подавам. Во солзи шепотам, Боже пази ја,
kraj mene vrati ja. Kraj tebe, kako ogan gore vdiv, posle tebe sum, samo pepel siv. Dojdi mi, kako svjetlina vo mrak, kako utra proletni, sada možem da se rodam pak. Dojdi mi, kako sunce posle došt, kako mirni branovi, kako Božja pratina. Dojdi mi, kako utra proletni, sada možem da se rodam pak. Dojdi mi, kako sunce posle došt, kako mirni branovi, kako Božja pratina. Dojdi mi. Dojdi mi. Poradi tebe jaz ne spijam, zašto znam, nikoj ne me čeka. Pomojte džebovi težak kamenja, a ti si reka. Si odiš gorda i ljubava i ne se vrtiš nazad. Sakam da izlezeš od srcevo, no ne, nema takva sila. Možeš se da praviš, ništo naše da ne spomeneš, da ne se javiš. Izbriši se ime i broj, ama pamti srce to jas ne be bilo koj. Možeš se da praviš, posle jedno 10 leta so me neke slaviš. Isto je se, race i glas, se duri dišam, jaske navivam za nas. Te pamti tebe ovoj grad i nema da zaboravi. I svi te naši spomeni žive rad. Te pamti tebe ovoj grad i svi te tvoji nasmetki. I sve što ostana vo nas se spomeni. Sakam ja da budem tvoj, sakam ja da budem tvoj. Poradi tebe jas ne spijam, zašto znam, nikoj ne me čeka. Sakam da izlezeš od srcevo, no ne, nema takva sila. Možeš se da praviš, možeš se da praviš, ništo naše da ne spomeneš, da ne se javiš. Izbriši se ime i broj, ama pamti srce to jas ne be bilo koj. Možeš se da praviš, možeš se da praviš, posle jedno 10 leta so me neke slaviš. Isto je se, race i glas, se duri dišam, jaske navivam za nas. Te pamti tebe ovoj grad i nema da zaboravi. I svi te naši spomeni žive rad. Te pamti tebe ovoj grad
kako okean. Po ljubavi na svet gi nema znam, samo da te imam sebi dal. Da te imam sebi dal. Povečer te vidam, vetuvam, дека сеќе направам. За нас време то лета. На нас љубовта чека. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Како искра надеж моја си, како слика убава си ти. За очи рај, за душа лек, без тебе минута е век. Твојата коса на кокос ми мириса, твојата насмевка мене ме опива. За нас времето лета. На нас љубовта чека. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Рујна зора кани сонце да огре. Мојво срце немир гори ке запе. Од желба сите реки ке ги застанам. Od izvor samo ljubov ke ti podaram. Aj voraka zlaten prsten da te armasam. Aj na usni medna rosa da te kandisam. Sitna rosa ko plavne ke te izmije. Merak silen da li
dođvati pred mene, ova maško srce ke mi zastane. Su to telo kako zmija vrtiš, lele Bože majko ke me poludiš. Žena ko tebe rodena za mene, moj te oči dosega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Kaži barem da li se miluvani. Ti usni medeni i vkusni, kaži da li na drug ti se vedeni. Žena ko tebe rodena za mene, moj te oči dosega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. I tvoj do srce ke go ukradam. Сега, почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се ке Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите ке Борис утре, недела, 19 август. Продолжуваме со вестите од Македонија. Време е Мицкоски да докаже на дело за што е. Ако е за иднината на Македонија во НАТО и во Европската Унија, треба да ги повика членовите на ВМРО ДПМН да излезат на референдум и да изберат иднина. Во спротивно, Мицковски ќе покаже дека лаже и дека всушност е за одбрана на криминалот на неговиот претходник, за изолација, назадување и неизвестност. Граѓаните нема да дозволат однесувањето на ВМРО ДПМН и Мицковски да ја закочат македонската иднина. На 30 септември граѓаните слободно и достоинствено на референдум ќе дадат поддршка за влез на Македонија во Европската Унија. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се уште не се изјасниле за референдумот, немаат јасен став за најважните прашања за државата и граѓаните.
Цела деценија ВМРО ДПМН зборуваше за референдум и право на граѓаните да го изберат патот по кој ќе се движи државата во иднина, а сега, кога референдумот е известност, немаат јасен став. Тоа говори за несериозност, неодговорен однос на ова опозицијска партија и незиното раководство кон граѓаните и иднината на државата. Европската унија и НАТО се нашата иднина. Секој што е за перспективна иднина, со зачуван и зајакнат идентитет, ќе го подржи референдумот на кој граѓаните ќе го имат последниот збор. И НАТО, преку прифаќање на договорот со Грција, граѓаните се јасно определени за иднина. Да, за македонската иднина. Центар за комуникација со јавноста на СДСМ. Годинава земјава ќе ја посетат над милиони туристи. Се зголемува бројот на домашните и странски туристи. Македонија останува привлечна со своите природни убавини и културно-историски знаменитости. Во јуни годинава, споредбено со изминатиот истиот месец, бројот на посетителите е зголемен за 20,7%, а ноќевањата за 23,4%. Министерот за економија Бектиши вели дека стратегијата за развој на туризмот дава добри резултати, очекувањата земјата до 2020 година да ја посетат милион туристи ќе се достигне годинава. Министерот Бактеши потенцира дека со зачленувањето на земјата во НАТО ќе се отстрани и последната пречка за зголемување бројот на туристите, а тоа е сигурноста и безбедноста на Македонија, зашто туристите често пати прашувале. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, во првите 6 месеци од годинава бројот на туристите зголем за 16,4%, а тоа кај домашните за 9,3%, додека кај странските гости има зголемување за 19,8%. Да проследиме нешто и за здравјето. Ако редовно ја јадите ова храна, ќе живеете подолго. Најздравиот оброк е прилично ефтин. Во оние делови од светот каде луѓето доживуваат длабока старост, многу се консумира ова намирница. Прилично е ефтина, можете и сами да ја одгледувате, а за лековистоста и не треба да зборуваме. Можете веднаш да сватите се работи за гравот. Гравот е навистина здрав и препорачливо и да се консумира. Без разлика на тоа која врста грав ја подготувате, секоја од нив е многу здрава. Во гравот се наоѓаат мноштво лековити материи, меѓу кои најмногу застапени се протеините, јагленохидратите, мастите и изобилува и со доста витамини. Помага при одржување на холестеролот во крвта, ја подобрува работата на органите за варење и го зајакнува срцевиот мускул. Наместо да купувате скапи, неефикасни и штетни таблети за слабење или плаќате третмини против целијут, побарајте да се ослободите од масности наслаги со еден чудотворен зачин. Индискиот зачин, кој има неверојатни лековити дејства, е совршено оружје во борбата со вишокот килограми, а станува збор за моќната куркума. Исто така, овој зачин ги претвора белите масти во сиви и така спречува создавање на масни наслаги и помага мастите од храната да дават енергија, а не да се таложат во телото. Се препорачуваат секој ден да користите од 1 до 3 грама куркума, а експертите истакнале дека е најдобро лажичка куркума да се растопи во чаша млака вода, за да има што подобар ефект за слабење. Исто така, многумина пробале со помош на овој супер зачин да се ослободат од целулитот, така што пред спиење стават лажичка куркума во чаша топло млеко, а потоа се очекуваат фантастични резултати. Без оглед на тоа колку куркумата е моќна, неопходно е да ја регулирате исхраната и да вежбате ако сакате да слабеете, а зачинот само ќе ви помогне резултатите да бидат видливи побрзо. Банана подготвена на овој начин го топи салото на стомакот. За стреќа, бананата е убаво да се јаде дури кога сте на диета, бидејќи ова овошје содржи големо количество на калиум, кое овозможува исфрлање на вишокот на водата од организмот.
Исто така, бананите го забрзуваат и метаболизмот, особено ако ги комбинирате со спанаќ или ленено семе. Доколку сакате да се ослободите од салото во стомакот, ви предлагаме да го подготвите овој вкусен еликсир за кој велат дека е успешен. Состојките кои ви се потребни се овие: една банана, еден портокал, половина чаша ниско масен јогурт, една лажичка кокосово масло, четвртина лажичка мелен кумбур, 2 лажици ленено семе, 2 лажици протеин, односно протеин од сурутка. Едноставно измешајте ги овие состојки, па ставете ги во блендер. Испасирајте ги и ќе добиете вкусен напиток. Пијте го овој сок на празен стомак, откако ќе се напиете една чаша млака вода. Од што во пролет и лето ни се спие повеќе од вообичаено? Симптомите се јасни: хроничен замор, расеаност, низок крвен притисок, недостиг на апетит, мрзливост, недостиг на концентрација и чести главоболки. Сите овие симптоми се дел од пролетниот замор, а единствената работа за која може имате желба да ја направите е да гледате серии и филмови цел ден. Хормони. Нашето тело се соочува со интензивна работа на хормоните. Поради дополнителните часови, светлина и зголемената температура, хормоните постојано работат и нашето тело троши повеќе енергија. Не бидете строги со себе, не се обвинувајте и оставете го телото да се навикне на новите промени кои настанале и заморот ќе исчезне. Стресот. Стресот е понекогаш неизбежен дел од денот. Сите физички симптоми на пролетен замор придонесуваат на покачување на нивото на стресот. Основното правило за намалување на заморот и зголемување на енергијата е намалување на стресот колку што е можно повеќе. Елиминација на токсините. Зимата е период кога помалку се движиме, а повеќе јадиме, и тоа најчесто потешко и помрсна храна. Доаѓањето на пролета е одличен поттик да го исчистиме телото од токсини и отровите кои се наталожени во текот на зимскиот период. Со детоксикацијата на организмот не само што ќе бидеме поздрави и потпорни, ќе ни помогне да го намалиме вишокот килограми и да добиеме повеќе енергија. Уште една билка, ја нарекуваат најлековита билка на светот, помага при температура, крајници, вишок шеќер и болки. Жалфијата е билка која сите ја фалат, а оние кои веруваат во народната медицина топло ја препорачуваат. Таа може да добие титулата најлековита билка на светот, со оглед на тоа дека ги лечи речиси сите болести. Има антибактериско дејство, помага за смирување, освежување, енергија против болки и висока температура, а го намалува и нивото на шеќер. Помага за дијабет и за Алцхаймер. Се користи за лекување афти, за непријатен здив, за проблеми со грло и крајници против диера и повраќање. Помага како ниедна друга билка за желуднико и работата на цревата. Пијте чај од жалфија барем еднаш неделно. Жалфијата научниците ја нарекуваат салвија. Е род на растение во фамилијата устноцветни. Името жалфија генерално се однесува на обичната жалфија Силвија officinals. Не може да се користи за секој член на овој род. Родот салфија вклучува близу 700 до 900 видови на грмушки, тревести, повеќе годишни растенија и едногодишни растенија со речиси светско распространување. Центарот на диверзитетот и потеклото на овој род по се изгледа дека е средна и југозападна Азија. Украсните растенија најчесто се нарекуваат со нивното научно име салвија. Блискиот род Перовскија и Фолмис се исто така познати како жалфии. Некои видови од нероднискиот род исто така се познати под името залфија. И на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM